690 days, 680 nights. It's time for the program Oro Makedonsko, with the best music and news from Macedonia, with your host, Boško. Драги слушатели, добар ден. Вие сте на правата радиостаница и во право време ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. Ви посакуваме пријатно расположение. Драги слушатели, во денешната програма, како и секојаш ќе ви донесеме излагање од црковен карактер. Потоа ќе имаме поздрави и честитки, неколку, вести, интервју и важни сообщенија од нашето иселеништво. И денес многу интересни сообщенија имаме доколку вашите деца сакаат да се школуваат во Македонија, бесплатен пат, бесплатен престој. Слушнете ја рекламата, тоа е сообщението кој ќе дадиме. Исто така, доколку сакате да работате во Македонија, а да земате америчка плата, тие што живеат во Кичево и околината, ќе имаат можност това да го слушнат и да се радуваат на убавата плата што ќе земаат од американските менаџери, за кои што ќе дадиме повеќе информации. Најпрво да кажем дека денес, драги слушатели, е мртва сабота. На сите ваши блиски, роднини, пријатели, најсакани, да им речиме Бог да ги прости и нека им е лес на земјата. Најселениците од село Сиричино, кои утре одбележуваат својата селска слава, Дузи Дуловден, им го честитаме празникот, напомош да им биди. И ево, одиме уште во почетокот со излагање од црковен карактер од страна на свештеникот при Македонската црква Свети Георги Кратовски, отец Горан Трпчевски. Да слушнеме. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги браќи и сестри, слушатели на радиото Оро Македонско, еве и ова саботно попладне повторно се слушаме на брановите на ова радио. Ви посакувам да имате убав и успешен ден. Како што знаете сите, драги браќи и сестри, денеска е духовденска задушница. Ете утрово и овде во црквата и на гробовите ги испеавме пченичката и виното кое се принесе за покој на душите на нашите најблиски. Ете сите да кажеме Бог да ги прости, да им го подари Царството Небесно, да им го подари својот мир и таму во тој мир да го дочекаат и нашето доаѓање. Утре веќе, драги браќи и сестри, како што сите знаете, и празникот слегување на Светиот Дух, уште во народот познат како Педесетница или Духовден. Педесетница затоа што паѓа токму на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Новозаветната Педесетница, драги браќи и сестри, е денот на славното исполнување на ветувањето на Христовото испраќање на Светиот Дух врз апостолите. Овој празник е, драги браќи и сестри, крајно радосен, извореден и утешителен настан, а не како некои што го сваќаат дека и од самиот збор кој е духовден, тие мислат дека се однесува на некои духови, меѓутоа овој празник се однесува на Светиот Дух, значи следувањето на Светиот Дух, на третото лице од Света Тројца, ветувањето кое Господ Исус Христос им го даде на своите ученици, на своите апостоли, уште дека беше меѓу нив, дека врз нив ке слезе Духот на вистината, кој ќе ги води, а воедно овој ден, драги браќи и сестри, е и роден ден на Светата Црква овде на земјата, затоа што во тој ден се случи светото и славно слегување на Светиот Дух врз апостолите, кој во Светата Православна Црква до ден денеска, драги браќи и сестри, се предава преку ракополагање на епископите, свештениците и ѓаконите во Светата Црква. А тој настан се случи на овој начин. Куќата во кој пребива апостолите еднодушни одеднаш испреисполнета со шум од небото, сличен на силен ветар, а разделени јазици како огнени се спуштија врз секого од учениците. Од ова тие се исполнуваат со Дух Свети и почнуваат да го благовестат Евангелието на разни јазици, онака како што Светиот Дух им даваше да изговараат.
за разлика од мистиката на успението на Пресвета Богородица, например при доаѓањето на славата на Господ и другите чудесни појави кои им се откриваа како видение на некои од присутните, настаните на духовден, односно на Педесетницата, стануваат очигледни за сите, не само за достојните. За да ги видат, неројсамливните им беше неопходен духовен вид, иако на видението не дадоа сите еднаков духовен одговор. Значи, зборувањето на сите јазици на кои луѓето од Ерусалим зборуваа, едни го гледаа како прекрасно чудо, други како знак на пијанство. Петар вдахновено го објаснува настанот и ги упатува на пророштвата за овој изнастан до избраниот народ, додените преку пророкот Јоел. Благовеста на Петар допре до срцата на многобројните луѓе што тоа го чуја, и тие го примија покајанието заради името на Исуса Христа, и во тој ден се крстија и присоединија кон црквата Христа околу 3000 души. Од тогаш наваму, како што кажав, Педесетницата се смети за роден ден на црквата. За прв пат по падот човекот испостасно го прима Светиот Дух и ја добива полната и реална можност да живее според благодатта Божја. Еве, драги браќи и сестри, и утре недела, но и понеделник и вторник, и на втори на трет ден духовен, да исполниме нашата црква Свети маченик Ѓорги Кратовски овде во Фармингтон Хилс, која се наоѓа на 12-та милја помеѓу Истерн и Мидлвелт, и да му принесеме молити на Бога за наше телесно здравје, духовно спасение, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Бог да ве благослови и нека е за многу години. Амин. Голема благодарност и до Оро Македонско за стапениот простор. Спонсор на излагањето од црковен карактер е председателот на црквата Свети Ѓорги Кратовски Лазо Ибона Наноски, од кој воедно ќе исполниме и 2 честитки за нивниот внук Александар, кој заврши средно образование. Најпрво следува честитка од родителите на Александар. Таткото Ран, мајката Мери и братот Николас Промо на својот син и брат Александар му честитаат завршен хајскул, пожелувајќи му успех во понатамошното школување и се најубаво во својата распеана младост. На сите гости кои ќе бидат присутни идната сабота 14 јуни, фамилијата Промо им посакува пријатно расположение. За завршено средно образование на синот и братот Александар следува и ова песна "Мајка си напрашува". Za drug mi je
сено, мајка и не ја дава, сирома сум за неја, мајка и не ја дава, сирома сум за неја. Следува честитка од дедото Лазо, бабата Бона Наноски, војкото Тони, војната Валентина со децата Викторија и Мики. На својот внук и братучет Александар Промо му честитаат завршен хајскул, пожелувајќи му се најубаво во понатамошниот млад живот. На керката, сестрата Золвата и тетката Мери и зетот Ран, покрај што им пожелуваат многу радост со своите синови Александар и Николас, воедно на фамилијата Промо им честитаат среќно вселување во ново купената куќа, со желба да се дочекаат свадби со своите синови. А на сите гости од идната сабота, Лазо и Бона Наноски со фамилијата ви посакуваат пријатно и весело расположение во ново купената куќа и ево песна "Ах што е убав овој ергенлак". Личните моми, сакам јас да сум до нив и барем една да си одберам. Кај што се личните моми, сакам јас да сум до нив, ех што е убав овој ергенлак. Запеј песна, маката ќе ти е болесна. И јас така, кога пеам, тогаш живеам. Кај што се личните моми, сакам јас да сум до нив и барем една да си одберам. Кај што се личните моми, сакам јас да сум до нив, ех што е убав овој ергенлак.
И од името на нашата радиопрограма, на симпатичното момче Александар Промо, му честитаме за завршениот успех High School, пожелувајќи му добро здравје и се на убаво во својата распеана младост, заедно со својот брат Николас, како и родителите Мери и Ран. Многу радост со дедо Лазо и баба Бона. Сето тоа ви го пожелува Оро Македонско и се на пропорака, доколку изразува желба да се школуваш во Македонија, ке слушнете повеќе информации бесплатно, ке можеш, Александар, да се школуваш во Македонија. Следува неколку реклами и поважни сообщенија во текот на програмата. Без разлика колку пари правите, треба да платите такса кон државата. Вие не оспорувате дека нема да платите, но да платите оноку колку што захтева законот. Потребно ви е професионална личност, букипер, односно книговодител, кој ги познава законите. Човек кај кој можете да му се доверите, а тоа се нашенците македонци Бувчани, там и Калин Беов на телефон 248 351 1818. Вашата лична инкамтекс или за вашиот бизнис телефонирате на 248 351 1818 или навратите кај Бојко Менеджмент на адреса 29688 Телеграф соба 200 во Саутвил. На македонски јазик доверејте и за вашата инкамтекс. Драги слушатели, сакаме да ве обавестиме дека идната сабота од 11 до 12 часот нема да имаме програма со оглед уште пред 2 месеци им обеќавме на нашите колеги од Калдијан радио програм. Ова важи само за идната сабота од 11 до 12 часот нема да имаме програм, додека во 3 часот, како и денес, идната сабота ќе имаме на 14:60. Можете редовно да не слушате исто на Facebook, 7 дена 24 сати. Имавме проблем за програмата од минатата сабота, многу ми телефонираат, не може да ја фатат. Разлог беше што ја исполнавме песната на српски, македонски, Скопје, Београд, која немавме доволно авторски права. Тоа беше причината што програмата не можевте да ја слушате на Facebook 7 дена 24 сати, минатата сабота, а во иднина, значи, ве повикуваме да не слушате 7 дена 24 сати на Facebook под Оро Македонско. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку Аксима Травел на телефон 1-800-929-4662. Не треба да одите нигде преку телефон, ќе направите вашата резервација, а за ден-два ќе го добиете билетот за патување. Уште денес телефонирате на 1-800-929-4662. Аксима Травел со своето 24 годишно искуство ви стои на располагање да патувате од Детройт било и каде, а од Чикаго билетот се далеку поевтин. Стотина патници од Детройт ќе ви потврдат за ефтино, удобно и брзо патување. Уште денес телефонирате до Аксима Травел на телефон 1-800-929-4662. Драги слушатели, цената која што ви ја дадовме порано $940, веќе местата се исполнети, последен рок е в понеделник. Значи понеделник денес можете да се јавите ако сакате да патувате и ако сте спремни да патувате за понеделник. Но Аксима Травел може да ви нададе пак полесни и пониски цени за разлика од другите агенции. Вие пробајте, телефонно го знаете веќе 1-800-929-4662. За да имате убави заби и здрава насмевка, јас, Марија, ви го препорачувам доктор Велко Димович, лоциран на 9001 15 милја во Стерлинг Хајтс, или тоа е 2 до 3 блока источно од Вен Дајк на 15 милја. Доктор Велко Димович работи брзо, квалитетно и со многу поволни цени и за оние кои немаат здравствено осигурување. Можете слободно да се обратите на македонски и на српски јазик. Јавете се веднаш да закажете со доктор Велко Димович на 586 979 6060, 586 979 6060,
кој се наоѓа на 9001 15 милја во Стерлинг Хајтс или 2 до 3 блока источно на 15 милја од Ван Дајк. Доктор Велко Димовиќ со својот персонал на сите вас ви посакува пријатно саботно попладне. И во продолжение на програма, драги слушатели, следуваат вести директно од Македонија. Но пред да ги проследиме вестите, апелираме и овој пат, доколку изразувате желба бар еднаш годишно да бидете спонзори на вестите, телефонирајте ни директно во студио, ако сакате, на 248-557-3300 во живо, или на мојот телефон 810-335-5552. Вести со моите две колешки. Познатата италијанска радиотелевизија РАИ го брои манастирот Свети Јован Кане од Охрид меѓу 65 најубави храмови во Европа. И денес со Свети Кане е зачуван добар дел од правобитните фрески, а животот во него може да се следи од крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век. Се знае колку преубави древни, раскошни и вредни духовни храмови има нашава земја, колку голема била мисијата низ вековите на Охридската архиепископија. Македонците во Албанија се навредени. Оти на осветувањето на соборниот православен храм во Скесението Христово во Тирана, меѓу присутните гости од повеќе земји не беше и Македонската црква и покрај коректните односи со нивната. Ова ги разочара нашите браќа, па ќе бараат објаснување. Оти не испратил покана албанскиот архиепископ Јанулатос, кој е грк по потекло, до светиот синот на Македонската црква и до поглаварот господин Стефан. Дури му бил забранет пристап на свеченоста во Тирана и на митрополитот од Елбасан Никол Марку, кој е назначен од МПЦ, е познат по својот цврст став дека не се согласува албанската православна црква да биде предводена од грк. Грција одолговлекува и ја блокира Македонија да не стане членка на Европската унија, само поради тоа Србија да влезела пред републикава во унијата. Ова му го рекла во Мадрид пред неколку години на тогашниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски, тогашната Дора Бакојани. Според Милошовски, ако македонската страна за некој предлог околу името каже дека е прифатлив, тогаш Грција одма ќе го одбија. Во врска со изјавите на Али Ахмети дека имало основа за договор во последните предлози околу името на посредникот во разговорите Нимиц, Милошовски сметал и не треба да се избрзува со пласирање ставови во јавноста, туку најдобро е тие да биделе канализирани во дипломатската комуникација Македонија, Обединети нации Атина. До 8 јуни мандатарот Никола Груевски до Собранието на Република Македонија треба да го достави предлогот на новата влада. Преговорите меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ траат и според информациите доста министерски места веќе биле договорени. Откако 33 претеници од опозицијата начело со СДСМ и лидерот Зоран Заев дојдоа групно во парламентот, ги вратија добиените мандати од народот и се откажа од претеничките фотели, тие само се сликаа, ја искритикуваа власта и замина. Сега е на потек Државната изборна комисија. Таа ќе им ги понуди претеничките места на другите кандидати кои беа на изборните листи од опозицијата. Во рок од 8 дена тие треба да се изјаснат дали прифаќаат или не. Ако одбијат, тогаш ќе се одржат избори најверојатно во септември. До тогаш собранието со 80-тината пратеници што ги има сега може да работи согласно законот. А над 40 пратеници од изменатиот состав на парламентот кои си отидоа, побарале една година да земаат плата. Ги има од сите партии, некои се вратија на своите стари работни места, бидејќи не може и пари од собранието и плата од работа. Премиерот Никола Груевски изјави дека ќе стори се што е во неговите ингеренции за да ја врати опозицијската СДСМ во институциите на државата. Од СДСМ со контра, најавија дека ќе продолжиле со сите вонпарламентарни методи да ја врателе демократијата во земјава. Го напаѓаат Груевски дека тој ќе биде крив ако Македонија ја изгуби препораката за преговори за членство во Унијата. Потоа го обвинува за Македонската банка, па дека ја урнисал политичката клима и ја донел републикава на ниво на финансиски колапс. Од ВМРО возвратија дека најмалку СДСМ и лидерот Зоран Заев имале образ да зборуваа за криминал, кога Заев делел тендери на своји роднини и на партиски соработници. Роза Топузовска-Кареска единствено одлета од опозицијското јато и не го врати својот мандат, туку најави дека за собствените ставови и за своите гласачи ќе се бори во собранието и низ системот на државата. Таа е критикувана и од страната од ЛДП. Според председателот нова партија Андреј Жерновски направила политичко самоубиство и можела да делува како сакала во собранието, но не и од ЛДП. За првпат во 47 годишното постоење на Македонската академија на науките и уметностите, од незината говорница се обрати председателот на Бугарската академија Стефан Воденичаров. Тој порача со историјата да се занимаваат научниците, а не политичарите. Ја поддржува идејата за што поголема соработка меѓу двете академии на науките од Македонија и Бугарија.
и да се надминат разликите кои ги имаат политичарите, а двете академии да водат дебата и за Илинденското востане, и за браќата Миладинови, и за други теми. Економија и други вести. Стартуваше 3-годишната изградба на модерниот автопат од Кичево до Охрид, ке биде долг 57 километри со 3 ленти и ке чини 375 милиони евра. Ке градат и кинески работници веќе сместени во Кичево. Меѓутоа некои компании, особено градежните, имаат проблем да обезбедат работници. Ги бараат преку огласи на други начини. Последните 3 месеци во Републикава странски компании инвестирале 87 милиони евра, најмногу Швајцарија, Германија и Австрија. Инвестирале во производство, земјоделство и во енергетскиот сектор. Со изјави во владата и со надежи за успех е потпишан договорот меѓу тутунскиот комбинат од Прилеп и познатата компанија Филип Морис. Сега во прилепскиот монопол владата е газда на 49%, а Филип Морис на 51%. Очекувањата се профитабилно да работи комбинатот, да им е обезбедена сигурноста на 1000 вработени, а во откупот на тутунот да биде обезбедена сигурноста на 5000 земјоделци. Во Прилеп ќе се произведуваат познати марки на цигари, а компанијата Филип Морис најава ширење на бизнисот. Инаку статистиката вели дека 1/3 од македонците се пушачи, како 1/3 од лекарите. Охрид ке стане и скијачки центар со раскошната планина Галичица. Веќе е изработена студија од канадската компанија. Со неја се предвидува изградба на голем рекреативен центар за лето и скијање во зима. Неколку странски инвеститори пројавиле интерес да дадат пари за ваков проект. Над градиште ќе појага главната гондола, а се предвидени 15 километарски патеки за скијање на Галичица. Дојран летово очекува нас 150.000 туристи и подготвено ќе ги дочека гостите. А хумани се македонците, тоа е познато. Еве досега за поплавените региони во Србија и Босна и Херцеговина испратиле 425 тони помош и доста пари собрани од народот, од фирмите и државата. 7 се обвинети за плячката во музеот на Македонија, од каде снема 160 предмети со непроценлива вредност и со непроценливо значење за нацијата. Инспекторите кога влегле да испитаат како и каде се чуваат, колку има или нема од тоа вредно богатство, затекнале хаос во музеот. Открија илјадници археолошки и други предмети кои никогаш не биле евидентирани во регистри, туку стоеле во бюроа, полиција и фиоки. На десетици им се губи секаква трага и се однесени по разни канали надвор од Македонија. Завршува судењето на групата која обвинета дека пред 2 години, токму на Велики четврток, крвнички уби 5 млади недолжни македонци на Смелковското езеро кај Скопје. Обвинети за ова грозоморно убиство се двајца Азири, Падемири, Исмаилович, Рами и Љута. Двајца побегнаа на Косово и уште нема абер за нивна екстрадиција. Обвинителството побара најстрога казна. Тие велеле дека убиле пред Великден за да бидел крвав денот и убиле момци за да не оставале пород на македонската нација. Македонија. Преговорите се во самиот финиш и деновиве треба да завршат целосно во законски утврдениот рок, изјави мандатарот Никола Груевски во врска со составувањето на владината коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Сепак, освен дека преговорите речиси се завршени, ниту една од двете партии вчера не сакаше да прецизира за тоа како е решено единственото прашање кое во јавноста се наметна како дилема: отстапување на Министерството за одбрана од ДУИ. Промената на овие ресори меѓу владините партнери веројатно ќе остане тајна до петок, односно до завршувањето на Конгресот на ДУИ. Од ДУИ остануваат на ставот дека речиси е известно дека ќе нема смени на вице-премиерските позиции: Муса Џафери за рамковен договор и Фатмир Бесими за евроинтеграции. Како сигурни ги наведуваат и министрите Блерин Беџети за правда и Абдулаки Мадеми за животна средина. Неизвестно останува кој ќе седне во министерската фотелја во економија и локална самоуправа, како и во министерството што ДУИ ќе го добие за сметка на одбрана. Во партијата велат дека ако ДУИ дефинитивно се избори за образование, нов министер ќе биде Аднан Јашари. Тој доаѓа од гостиварскиот разгранок и според партиски извори очекувано е во Министерствата за економија и за локална самоуправа да седнат кадри од Кумановско-Липковскиот и од Струшкиот разгранок. Од ДУИ повторуваат дека само Ахмети ги знае и ресорите и кадровските решенија кои според најавата ќе бидат обелоденети по Конгресот на партијата. Се уште нема речиси никакви информации за кадровската политика во новиот владен кабинет на владеачката ВМРО ДПМН, но извори брифираат дека раководството веќе ги знае имињата според неофицијалните информации. Откако е известно дека нема да има голема промена во министерствата со кои ќе раководи партијата на Груевски, ќе нема ни големи промени на министрите. Известно е дека остануваат вице-премиерите Владимир Пешевски и Зоран Ставревски. Гордана Јанкуловска е сигурна во МВР, иако има и други шпекулации кои сепак не ја објаснуваат причината за евентуалната неизина ротација. Се по
Известно е дека министер за одбрана ќе биде генералниот секретар на ВМРО ДПМН Емил Димитриев, кој е заменик министер за одбрана веќе со години. Диме Спасов пак се споменува како ново пратеничко име на ВМРО ДПМН. Ако труд и социјала замине во рацете на ДУИ, можно е Спасов да ротира и на друга извршна функција. Како ново министерско име се споменува и Кирил Божиновски, актуелен генерален секретар на владата. Министер би останал и Никола Тодоров. Сето тоа би требало да биде потврдено од лидерите Груевски и Ахмети. Собраниските служби веќе се на готовност да ги примат конечните предлози за владината програма и за министрите од мандаторот уште в петок, а крајниот законски рок за тоа е 8 јуни, недела. Драги слушатели, ги слушнате вестите од Македонија. Спонзор на денешните вести е поранешниот председател на Свети Георги Кратовски Мендо Стојанов. За здравје на својата фамилија, а ние му посакуваме здравје и на него, што ево изрази желба да биде спонзор на вестите на Оро Македонско, кои вести секако вие сте задоволни. А Мендо Стојанов, драги слушатели, вас ве поздравува со ова убава песна која носи наслов Аманет од Владко Миладиновски. Драги слушатели, добивме неколку сообщенија од македонскиот генерален конзул. Македонската диаспора дека во рамките на проектот Македонија памти пред неколку дена се објави јавен повик до македонските иселеници да достават иницијативи за доделување на одликувања и признања за особени заслуги и достигнувања за физички и правни лица од диаспората. Ова важи најкасно трае до 14 јуни да доставите, значи, за колку вие мислите има заслуги во иселеништвото. Министерството за образование и науки на Република Македонија објави јавен повик за целосно стипендирање на студенти од македонската, тоест академската 2014-2015 година на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол и Павле во Охрид. Стипендите се достапни за талентирани студенти кои не се постари од 22 години, истите вклучуваат целосно покриена школарина, виза, дозвола за престој, повратен авионски билет на студентот
до државата од каде доаѓа, бесплатно сместување и храна во студентскиот дом Никола Каре во Охрид и месечен надоместок во вредност од 5000 денари. Крајниот рок за поднесување на апликациите е 1 август 2014 година. За дополнителна информација треба да се јавите до македонскиот конзул на 248-354-5537. Значи, драги слушатели, драги родители, ако вашите деца се помлади од 22 години, им се нуди можност да тие продолжат со школување во Македонија, се им е платено. Под слоганот Книга на ден за сите македонци во диаспората кои знаат, а се служат со кирилично писмо, можат уште денес да се регистрираат на Фондација Македоника и бесплатно да ги читаат сите книги од било кој автор на светот. Петата конференција на Агенцијата за исселеништво оваа година ќе се одржи на 23 и 24 јули во Скопје. И на крајот, дали сакате да живеете во Македонија и да работите за американска компанија K-Safety System, отвара фабрика во Кичево, има потреба од 800 до 1000 работници. За вас од Америка и Канада, ако сакате да работите за оваа компанија, а за ручек да си одите дома во Кичево или околните села, слушнете го подпредседателот на компанијата Джеймс Карпо, кој ви гарантира работа. My name is Jim Scarpa. I'm the Senior Vice President of Global Manufacturing at Key Safety Systems. Key Safety Systems designs and manufactures global automotive safety products, including airbags, seatbelts, and steering wheels. We recently announced plans to invest in Kichevo, Macedonia. Our investment involves a 12,000 square meter airbag cushion cut and sew plant. We expect to employ between 800 and 1,000 people in the 2016 to 2017 timeframe. We will start with a small brownfield site for training in Q3 of this year, and in parallel we'll construct a greenfield plant which will be ready in Q2 of 2015. We intend to transfer business from our Romanian and Mexico operations and launch new business to support our European market. Our initial hiring will occur in Q3 of 2014 for our training phase, and the majority of our staff hiring will be aligned to the greenfield plant timing in Q1 and Q2 of next year. We'd be happy to accept resumes from Macedonians living in the U.S. and Canada that wish to return to work in Macedonia. Драги слушатели, ја слушате македонската радио програма Оро Македонско. Royalty House, сала со капацитет од 100, 200, 500 илјада души за беритби, крштавки, шаур, свадби или било какви моменти би стои на располагање Royalty House. Вкусна храна, ниска цена, а голема комоција, побарајте Royalty House. Royalty House се наоѓа на 8201 источна 13 мајла, само еден блок источно од Вендек. Телефонот е 586 264 8400. За недела имаат специјална цена ако спомните Оро Македонско. Royalty House на 13 мајла и Вендек. Телефонот е 586 264 8400. На Дат Парк и 70-та милја се наоѓа италијанската продавница Ventimiglia Italian Food Center. Најубави деликатесни производи во оваа италијанска продавница. Воедно можете да се испробате среќата, играјќи лото. Ventimiglia Italian Food Center. Ова продавница, драги слушатели, се наоѓа на Дач Парк, само еден блок северно од 15-та мајла. Ventimiglia Food Center. Драги слушатели, во продолжение на нашата програма ќе направиме James, are you ready to put the interview? Ќе направиме едно многу важно интервју, сакаме пажливо да го слушате ова и да дадете ваши коментари. Телефонот во нашето студио е 248-557-3300, а веќе пред известно време добивме еден повик во врска со работата во Кичево, дали ќе земате американска плата или македонска плата. Тоа зависи од интервјуто што треба да го направите со подпредседателот кој го слушнавте.
Драги слушатели, денес ќе направиме едно кратко интервју со професорот доктор Тони Наумовски. Целта на нашиот разговор ќе биде следбата на двата председатели од академиите на Македонската академија и Бугарската академија. Едно од првите прашања што се створи малце и полемика во Република Македонија е следното. Професоре, заедничката следба на академиците од двете држави и дека Илинден ќе се слави заедно. Кој е вашиот став? Следам реакции не само во Република Македонија, туку во нашата диаспора. И сосема очекувано ваквиот настан да предизвика толку голем интерес и генерално негативни реакции во јавност односно кај македонскиот народ. Меѓутоа, оно што вие го спомнавте, односно го поставивте како теза во вашето прашање, мислам дека не е имплицирана од она што беше кажано и како намера помеѓу председателите на академиите на науките во Република Бугарија и во Република Македонија. Именно, сета таа идеја за подобрување суштност на односите помеѓу двете академии на науки не имплицира воопшто, според мене, дека станува збор за враќање или некој вид на повторување на оние стари антимакедонски или, како да кажам, големо бугарски тези за еден народ, две држави, односно не е некој вид на продолжување на тезите на Каракачанов и на останатите големо бугарски националисти, кои мислам дека воопшто не се сериозни и немаат поддршка ниту во јавноста во Република Бугарија, а уште помалку во политичкиот естаблишмент, односно во официјалната бугарска државна надворешна политика кон Република Македонија и кон македонскиот народ. Така што мислам дека не имплицира оваа идеја помеѓу, да не заборавиме, значи председатели на академии на науки, а не помеѓу официјални државни структури, односно лица, за да има воопшто сомнеш или некакви да предизвика некакви подлабоки импликации и реакции во јавноста. Треба да ова, според мене, треба да се надвигува во контекстот на една, условно кажано, нормална научна соработка помеѓу двете водечки научни институции во две сосема различни држави. Предводник на сите овие средби беше Бугарската академија. Што мислите околу сето тоа? Што се вие позади сето тоа? Помеѓу водечките луѓе, председателите на МАНУ и на БАН. Значи, прво, тоа треба да се биде сосема прецизен кога се анализира конкретен настан и му се даваат од една страна, вие велите, политички или евентуално историски консеквенции. Значи, не станува збор за некакви официјални договори, преговори на државата или на официјални државни представници. Треба да се разликува она што е представник и официјална политика на државата со политика на научни, образовни, културни и така натаму институции, како што е во случајот МАНУ и БАН. Како второ, ова беше кажано и воопшто не беше објаснето подетно, поподробно, ја ги гледав, ги читав нивните изјави и остануваат нејасни повеќе прашања. Например, дали се тоа официјални станови на Бугарската академија на науките и на Македонската академија на науките, или е пак само пригодна изјава помеѓу свечен настан во разговор на 20 академици. Не знаеме дали Македонската академија на науките и на уметностите, односно нивното историско оделение, дава општа согласност и не видовме писмено официјално соопштение од МАНУ дека таа го поддржува овој став, односно она што беше навестено, да не кажам кажано, помеѓу председателот на МАНУ, господин Камбовски, и председателот на Бугарската академија на науки и на уметности. Така што има многу нејасни и недоволни елементи за да се драматизира и за да се изведе, да се придава толку големо значење, само една изјава на двајца. Ние добро знаеме чиј е Илинден. Во станието Илиндеско, зошто не испитате за македонците во Бугарија, дали постојат, дали имаат свое право, дали зошто Бугарија не ги признава тие, па после да одиме на другите точки. Апсолутно сте во право, посебно за последниот дел. Јас кажав дека најголемиот проблем во односите со Република Бугарија се токму нивното упорно одбивање за непризнавање или за максимално
кратење на правата на нашето големо според бројката национално малцинство, а конечно и да ве допомнам и да не забораваме дека тие игнорираат и не ги почитуваат дури одлуките на Европскиот суд за човекови права и така натаму, кои што наложуваат тие да го признаат и да ги артикулираат правата на македонското малцинство. Како што впрочем прави и Република Грција, да не забравиме во однос на тоа, а ни состојбите во Република Албанија во однос на нашето малцинство не се многу подобри. Во таа смисла и ја сосема ве разбирам и во право сте. Ние сме абсолютно соочени во однос на Република Бугарија со низа некоректни постапки кон нашето национално малцинство и проблематичен однос кон македонскиот национален идентитет. Не државен, бидејќи државата ја признаа, рековме уште практично први уште пред 20 или повеќе години, меѓутоа од секогаш имало од некои структури на МОК во Република Бугарија некакви претензии кон македонската посебност, самобитие, јазик и така натаму. Меѓутоа, видите, сето тоа не представува реален проблем денес на Балканот. Нема капацитет во Република Бугарија, политички или било каков, кој што би одел кон некакво реално загрозување на македонската национална самобитност. Ние како Република Македонија или македонски народ сме, како да ви кажам, веќе доволно историски афирмирани. За овие 20 и неколку години независна Република Македонија, што е само една форма на државност која што е континуитет од државата од 44 година и наназад во историјата, ние сме веќе доволно етаблирани и мислам дека ваквите напади се само одраз на немокта на некои структури на МОК кои што не им мислат добро на македонската држава и на македонскиот народ. И во право е дека МАНУ и сите останати институции и влијателни личности би требало да воспостават контакти со панданите во Република Бугарија и да се обидат на секој можен начин да ги поправат овие состојби, односно позицијата и статусот, сушното уставно-правниот статус на македонското малцинство кое што живее во Република Бугарија. Но немојте да заборавите уште еден факт, а тоа е дека секоја политика на било која државна македонска институција или културна, научна, образовна, како во случајот, апсолутно треба да се поздрави ако е оди во насока на подобрување на меѓудржавните односи помеѓу Република Македонија со било кој сосед, а во случајот со Бугарија. Затоа што ние се соочуваме со многу по-реалистични, според мене, опасности и проблеми и добро би било колку што е можно повеќе да се имаат добри односи со колку што е можно повеќе држави во светот, а посебно на Балканот. И тоа се разбира со Република Бугарија, не би требало тоа подобрување на односите, не би требало да значи некакво наше само негирање, далеко од тоа. Меѓутоа едноставно би требало да се биде фокусиран на сегашност и на иднината и мислам дека реален проблем во таа смисла од Република Бугарија, од нивната официјална политика. Професор, како што спомнав и во претходното прашање, нека биде поидомна точка признавањето на македонскиот народ. Илинденското встание не беше само во Крушево, Илинденското встание беше и во Лерин, и во Кукуш, и во Кабала, и во другите места. Зошто тогаш не направиме заедничко одбележување на Илинден и со македонците од Егејска Македонија? Република Македонија има многу непријатели на Балканот и во светот. Тоа не е спорно. И погледнете ги правата, односно неправата и она што го прават во Република Албанија со машинците во Мала Преспа. Со грците веќе знаеме дека не признаваат воопшто национални малцинства, па дури ни бугарите не го признаваат македонското национално малцинство. И што е најинтересно, и Грција и Бугарија игнорираат и ги негираат пресудите на Европскиот суд за човекови права на така натаму, значи има повеќе пресуди и притисоци од европските институции кои што наложуваат да им се даде право на македонците во Бугарија и во Грција. Ама тие не ги слушаат, ги игнорираат, не разбирате, а истовремено се членки на НАТО и на ЕУ. Тоа ја покажува тешката состојба и тоа ја покажува вкоренетоста на предрасудите кон македонскиот народ и македонската држава на многу институции, на многу центри на моќ во соседните држави, во случајот, нели, бидејќи зборуваме конкретно и за Бугарија. Но ова само по себе, овој настан не треба да се третира, според мене, не треба да, како прво, нема доволно информации што точно се планира, нема некаков пишан документ,
практично, иако и овде во Република Македонија предизвика реакции таа средба, меѓутоа нема ништо конкретно за да биде подложено на такво негирање и на таков револт како што чувствувам дека има. Инаку сосем сте право дека освен можеби во една точка не би рекол дека е баш така, односно дека официјалната бугарска политика дава поддршка на големо албанските националисти кој оној Божидар Каракачанов и така натаму, се надевам дека не е така. Она што јас го знам и што не треба да го заборавиме и што ќе го потенцирам уште еднаш е дека ние мораме колку што е можно повеќе и таму каде што има основа за тоа, добро би било да одржиме каква таква соработка во однос на заедничките државни, меѓудржавни како држави, како различни навези, тоа се подразбира, со колку што е можно повеќе соседи на Република Македонија. Освен тоа, не заборавете го и ова. Ние мораме да ги перцепираме официјалните ставови на државната политика. Во однос на ова, на генералните односи помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, стои фактот дека тие не признаат како држава, дека има преговори се уште во однос на декларацијата за добро соседство, но не е подпишана, според информациите, затоа што токму таму има некои можности кои што ги негираат идентитет. Драги слушатели, имавме уште 2-3 минути интервјуто да завршим, меѓутоа имаме и неколку жални вести и некои поважни информации. Одиме со Mediterranean Travel Agency. Драги слушатели, размислувате како најудобно, најбрзо и најефтино да патувате за Македонија или на било кој дел на светот? Се прашувате каде е најубаво да одите на годишен одмор? На крстарење, во Австралија, Париз, Лондон, Москва или по Медитеранското море? Одговорот ќе го најдете кај Mediterranean Travel на телефон 773 609 8001. На телефон любезно ќе ве пречека Тони кој зборува македонски. Вие спремете вашата кредитна карта и само за половина час ќе ви направи резервација за Стари крај или било каде сакате да патувате. Да се уверите во нивната професионална работа, отворете нивната веб страница www.mediterranean.us или на македонски www.mediterranean.com.mk. Mediterranean Travel 773 609 8001 со канцеларија во Чикаго, а имаат свое представништво во Скопје и Штип. Само за неколку сати преку имейл или со пошта вие ќе добиете вашата резервација. Уште денес телефонирате 773 609 8001. Тони зборува македонски. Драги слушатели, вчера телефонирав кај Тони да проверам дали се цените исти, за да не се буниме напреназад, и тој ми потврди дека следните сообщенија што ќе ви дадам. За Софија, поаѓајќи од Чикаго, Колумбус, Детройт, Кливеланд и Вашингтон, цената е $935, со кое што имате 2 пати преседување. Додека од Филаделфија и Чарлоте за Софија цената е $965, а од Далас, Денвер, Сан Франциско, Лас Вегас, Феникс цената е $1210, од Мијами, Минеаполис и Темпа цената е $1030. Значи, од сите овие градови до Софија цената е таа што ви ја прочитав. Овозможува групен превоз од Софија до вашето родно место, цена зависи каде ќе биде последната дестинација. Браун Бан Бейкери, ресторанџи, купувајте ги банците од Браун Бан Бейкери, зашто ние, вашите муштерии, ќе бидеме позадоволни со вкусот на месениот хлеб од Браун Бан Бейкери. Оваа пекара имаат наши луѓе. Истата се наоѓа на 4817 West Vernon Highway во Детройт. А телефонот е 313-554-4294. Евелин и Майк ви посекуваат пријатно попладне. All World Import and Export.
Самото име зборува дека се бави со увоз на продукти од Македонија, како што е познато скопско пиво, ајвар, сирене, кашкава, граф, кисела вода, ракија и друго. Моментално го имаат најпознатото и најубавото вино Бовин. Собствениците на оваа компанија All War Import и Export се нашите сонародници од Колумбус, Охајо, Маријан и Јосиф, а нивниот телефон за повеќе информација е 674-592-1369. Го повторувам телефонот 674-592-1369. Драги слушатели, сакаме уште еднаш да ве обавестиме дека идната сабота од 11 до 12 часот нема да имаме програма со оглед уште пред 2 месеци и му обеќавме на нашите колеги од Canadian Radio Program. Ова важи само за идната сабота. Се извинувам, значи идната сабота нема да имаме програм, додека во 3 часот ќе имаме и денес и идната сабота и редовно како и секогаш 7 дена 30, тоест 24 сати во денот на Facebook. Три жални вести. Пред една недела по кратко боледување во Охрид почина нашиот сонародник, поранешен член на црковната управа при Света Богородица, Стојко Видоевски, родом од село Ротинце, Тетовско. Бог да го прости и нека му е вечна слава. Секогаш кога ќе го виде во Охрид, ќе ми речеше: уживам во убавините на Охрид. Скавал да свирам, сонце да зајдвит, а ја да умирам. Сега, Стојко, одмарај во убавиот Охрид. Втора жална вест. На 88 годишна возраст, после подолго боледување во Виндзор, почина уште еден љубенец, Спиро Лембовски, познат меѓу нас Спиро Дивацот. Бог да го прости и нека му е лесна слава. Погребот ќе се изврши откако од одмор од Шпанија ќе се врати неговата фамилија, која остана да го споменуваат. Синот Владо, снаата Кети, внуките Кристина, Никол и Кейти, а на тој свет ќе го пречека супругата Аристосија и синот Јосиф. И трета жална вест. За 2 месеци него дочека својот 48-ми роденден. Само пред 1 месец докторите открија дека од тешка неизлечива болест ќе му биде крај на својот распеан живот. Не секоја недела, туку и во делници, мајката одеше да се моли на Бога за спас на својот најмал син. На 15 август 1966 година Бог ја израдува со својата рожба. Истиот тој Бог пред неколку дена и го одзеде од прегратките и на нејзиното срце го скрши, оставајќи ја да вика: сине, сине, каде одиш? Ми го скрше срцето, каде ја оставаш својата стара мајка. Драги слушатели, во четвртокот, во присуство на многу блиски роднини и пријатели, од црквата Света Богородица до вечниот дом беше испратен Анџело Благој Мангов, каде го пречека неговиот татко Лазо. Тешка беше оваа жалост, а уште потешка разделбата на мајката Љуба, која се опрости со зборовите: сине, сине Анџело, каде ми оди срце? Срцето би го скрше. Со солзи на очите се опрости сопругата Кимбери, а скаменети срцата го бакна, се опростија со зборовите: I love you, Daddy, I love you, Daddy, bye bye, Daddy. Синот Майкл и ќерката Ембер. Потоа заедно со својата мајка Љуба остана да жалаат братот Тони и сестрата Силвија со своите фамилии. Од името на нашата радиопрограма, од моје лично име, им изразуваме длабоко сочувство. The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WNZK. You're listening to WNZK, Dearborn Heights, Detroit, your ethnic superstation, 690.